Тенис на нога, влечење јаже, ластик, талига, се само дел од игрите на кои денес пекчевци се подсетија на илјадниците часови поминати во игрите од нивното детство. Настанот Ден на заборавените игри, организиран на плоштадот Петар и Павле, ги собра и старите и младите со цел денешните генерации да се запознаат со друштвените игри од минатото, кои денес се заборавени. Организиравме игри, со кои сме растеле ние, да видат младите дека не е животот само во модерна технологија, во компјутерите и таблетите, телефоните, паметните телефони. Направивме Ден на заборавени игри. Мислам дека настанот е успешен, има доста посетеност, децата запознаа многу нови работи, видоа како може да се забавуваат и се надевам дека ќе го практикуваат тој понатаму, во нивниот живот и ќе им биде многу поинтересно. Фала, со оглед на тоа дека цело детство ми упихчаво и дека ова више не се случува во улиците. Сега кој убава е што направи ваков еден настан за да се присетиме како било во детството. Со игрите на улица и незаборавените моменти од минатото, честопати се случувало да не размислуваме на храна преку целиот ден, па така нашите родители во тоа време знаеја надвор да ни донесат нешто да каснеме и да продолжиме со детската забава. За да ги привлечеме младите да видат како имаме растено ние, како си имаме забавувано, што имаме јадено едноставно, шеќерна лепче, циганска баница, ајвар и мармалади домашни, не знам што. Порека до сите млади, да се тргнат од модерна технологија, од компјутери, од таблетите, да ги играат игрите што игравме ние, да играат џамли, да играат ластик, да играат тенис на нога, влечење на јаже, уште многу други игри што не можеме тука да ги направиме ради безбедностни причини и да го живеат животот здраво, како што треба. Па дека мора да почнат да искачат по улиците, да се вратат на вистинскиот живот детски. Настан ќе продолжи до година, се надевам на повисоко ниво, се надевам дека овде ќе и другите носители ќе учествуваат така да го направиме на многу повисоко ниво како што треба да биде. Идејата и организацијата на оваа случување е од страна на Хотел Гогов и Кафе Бар Ким, кои на вистина на прекрасен начин ги доловија моментите на среќа во безгрижните детски игри од минатото. Во продолжение, погледнете моменти од Денот на заборавените игри. Ja,